Има ли болја термин од театарџи? Не, нели тоа сме? Театарска трупа. Да. Театарџи, да. Theater kids. До сега сме имале само 7 изведби, а од тие 7 изведби 2 пати на фестивал, еднаш на фестивалот на дуодрама во Неготино на Бранко Ѓорчев. Освоивме награда, главната награда Бранко Ѓорчев за најдобри партнери на фестивалот. И сега на МОТ, втор фестивал, нели освоивме наградата Биш. Првично многу емотивно се поврзав со авторот. Решив да истражувам дали има нешто кај нас во врска со темата зависност како болест. И така најдов и на ХОПС опции за здрав живот Скопје. И некако се ми се спои во главата за да направам некоја представа која ќе биде по скелет на романот на Лук Дејвис, но ќе има многу документарни материјали и авторски материјали и импровизации од самите актери, кои што ќе прикажат некоја слика за какво е здравството кај нас кога станува збор за корисниците на дроги и сакав да е представа со скелет на Лук Дејвис, но со документарни материјали кои што прикажуваат нешто што се случува во Македонија. Од секогаш сум бил некој кој што особено ангажиран во театар, кој што не е капиталистички, кој што не е тука за да насмее, кој што не е тука за рајата, туку театар кој што допира до луѓето и театар кој што позајмува глас на оние кои што го нема, театар кој што зборува за важни работи, тоест да не речам за оние работи што за жал се уште се табу кај нас во скоро 2024. Многу е живо ова што го работиме ние. Сами си местиме кај кој ќе биде светлото. Режисерката ни пушта светло. Ние сами сознаоѓаме за реквизити. Не знам како да објаснам зошто е. Не знам, тука е духот на театарот. Тука е убавото, колку и да нели не е секогаш практично и не е секогаш лесно, тука е убавото. Darling, I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Give me some candy. Пробува да научи пустиот, ама не може. Before I После тоа и предлага брак. Многу сакам и многу ми е убаво да работам во независен и алтернативен театар. Тоа ми е многу интересно, макар се е супер простор, но сме работели и по железнички станици, по разни домови на култура и по станови. И тоа е возбудливиот момент и многу е убаво кога на крај, после целиот труд, после сите тие услови кои што ние ги поминуваме, добиваме едно вакво признание. Многу значи ова награда за... Многу ми е драго што постои награда за независен и алтернативен театар, бидејќи поголемиот дел од фестивалите мислам дека не ни ги сврстуваат представите и продукциите независни во така тоа е да. Дека не ни може да се аплицира освен ако не си во некоја оф програма или нешто така. И ова е единствена прилика за да можеш да аплицираш, а уште тоа и да се представиш и еве да се случи како нас да ја освоиш наградата што донесува многу повеќе публика, бидејќи ние досега игравме 7 пати, а мислам дека следните изведби луѓето се заинтересира и ќе дојдат да ја видат таа наша приказна која раскажуваме. Многу е обесхрабрувачки кога ти едноставно се коцкаш малтене и викаш јас сега ќе дадам година дена од животот и ќе се посветам емотивно, физички за малтене можеби ништо, можеби нула резултат. Постојат процеси каде што лом се правите во процес и не ни испаѓа представата. Постојат процеси каде што се ветени пари, па на крај искача дека нема пари, па на крај сите се разидуваат и не завршува тој проект. Многу е убаво кога се коцкаш и колку и да пробуваат да те обесхрабрат луѓе од страна, на крај поминато е година дена и ти имаш играно на 2 фестивали, на 2 фестивали 2 награди ги имаш собрано и така си малце као. Театар Златен елец кој извадивме од книгата на Чехов, Галеб.
таму се споменува како град кој што има сиромашен театар, каде што работат актери од втора, трета, четврта категорија, каде што публиката е сиромашна што го посетува. А додека ние студиравме, си имавме еден интерен муабет околу Елец и всушност таму завршува Нина, девојката од делото на Галеб, завршува таму да работи, а незината цел е Москва. Меѓутоа работи во Елец, во градот и во тој театар, и нашата интерна шега беше дека ако немаме каде да работиме, ќе работиме во Елец. А фактички златен Елец. Си го имаш златен Елец, ќе си измислиш представа и ќе си работиш. И буквално по тие муабети го направивме, го создадовме името Театар Златен Елец, на кој што ден денес да ми текне истата идеја и на мене и на екипата кој што тогаш го создававме тој почеток. Мислам дека пак ќе го одбереме тоа име затоа што има нешто многу театарско внатре и нешто што се вика борба.